Civil Media. Гледаме по две групи. Нарочно ги раздвоивме затоа што имаме разлики доста големи. Тоа значи што е потрадиционална заедницата, толку имаме повеќе влијание врз развојот на децата. Оно што нас не загрижува е што ова се случува во училиште. Значи во училишни услови, ова се ученици од 15 години, може девојчињата, например, да размислуваат на овој начин, и момчињата, се разбира. Не ви ги читам, ги гледате пропорциите на деца. Тоа што нас не вознемирува, да кажеме, што училиштето го фаворизира или го толерира или го смета како нормално, за да може децата во училиште на овој начин да мислат додека учат, дека, например, девојчињата треба повеќе да се насочат да бидат добри мајки и сопруги, отколку да тераат кариера, а самите девојчиња, особено албанските, знаеме, тие се на, ако ги земеме сите групи деца што се испитани, тие се на хиерархијата најдолу на моќ и најмногу вложуваат напор во учењето, за да останат во школа. Значи, гледаме и најмногу го сакаат школата, и најмногу вложуваат напор, и пак мислат дека е за нив поважно нешто друго. Тоа што се блиску со момчињата, за нас само зборува едно, дека тие немаат свесност дека има некаква можност да се промена состојбата. Значи, знаат дека е неправедно тоа, не е дека не чувствуваат неправда, меѓутоа мислат дека нема шанси. И тоа, немање шанси, таквиот став, е за нас црвено светло на вистина, бидејќи училиштето, образованието, школото треба да мора да направи некаков исчекор во своја полза, во полза на тоа да тие деца што ги едуцира утре навистина се реализираат во своите кариери и професии. Во колку се влюбуваат момчињата и девојчињата на 13 и 15 години? Значи имаме прашање дали си влюбен, да, не, во кого си влюбен. Освен во кого, гледаме дека 80% заедно првопросек се влюбени. Значи, знаете ли колкава енергија е тоа на емоции, каков експлозив е тоа во училиштата, а ние не отвараме тема за сексуалност, затоа што се плашиме дека ќе ги научиме, а не мора. Тоа мора негде да се канализира. Тоа, значи, нема поважна тема во училиштата, тоа кој сум јас, како изгледам, како се чувствувам во своето тело, што мислат другите за мене, што треба да направам да ме сака овој и оној, како да станам дел од... Нема поважна тема. И сед вие 8 сати имате деца во школа и ни еден збор не зборувате за такви теми, односно не отварате прашања и не ги слушате, не сакате, значи немаат просто никако за сексуалност, да се изрази, значи мора да има простор на слобода, на изразување и на експериментирање, мора да има простор во кој што ќе има поддршка, во кој што ќе има разбирање, во кој што ќе има размена и диалог. Само така можеме да градиме здрави луѓе во заедницата. Во сите погледи за сите деца важно е. 1,5% деца се истополови, се изјасниле дека се влюбени во, значи имаме вкрстување на прашање, прво се изјаснуваат кој пол се, машки, женски, а потоа е прашањето за во кого си влюбен, значи во момче, девојче, во двете или во никого. Тоа се одговорите. 1,5% одговориле дека се истополово влюбени, купно момчиња и девојчиња, и 1,7% дека се двополово. Што и да значи ова? Значи некој ќе каже се запекаваат, некој ќе каже случајно. Зборува за една состојба не на декларирање за ЛГБТ групата. Не дека сум јас геј или лесбика или не знам што. Туку е тоа едно поле на преиспитување, на прашување на кој сум јас, што ме привлекува, на несигурност, кој што исто влегува во групата на многу високи ризици ако нема одговори на овие прашања. Пак се враќаме на тоа дека сексуалноста е главната тема со која мора да се бави и образованието, затоа што нема друго место, едноставно нема друг простор за тоа. Како ги избиравме овие деца? Значи, сакавме да видиме дали се разликуваат по своите повеќе индикатори на здравјето, групата на ЛГБТ младите од групата на
реков условно кажано, LGBT млади, групата на хетеросексуално ориентирани млади или влюбени. Оваа група на хетеросексуално е мнозинска група и тука имавме многу повеќе се разбира испитаници. Од другата група требаше да видиме кои влегуваат во таа група. Моравме да примениме повеќе критериуми. Едниот беше дека имаме прашање кој те привлекува, момче, девојче, двете или никој, и имавме прашање во кого си влюбен. Ги вкрстивме двете прашања и сите оние деца што одговорија од 13 и 15 што одговорија потврдно на двете прашања, ги издвоивме во групата. Значи, истополово влюбени или привлечени и привлечени и биполово влюбени и привлечени. Значи, има такви прашања, децата ги одговараат, не ги шкртаат, не ги игнорираат, ги одговараат. Третиот критериум, исто така, вториот критериум, ги ставивме сите оние што не се влюбени во таа група, значи ги има околу 23%, што одговориле дека во никого не се влюбени, тамо тие ги извлековме да видиме каде, што ги привлекува и кој ги привлекува, и тие ги склучивме во овие групи. На крај имавме едно прашање, што само ние сме го дале во прашањникот и сега се пилотира во 9 други земји, а тоа е прашањето се чувствувам како момче, девојче или друго. Тоа прашање исто така ни ги издвои трансродови, потенцијално трансродовите момчиња и девојчиња, бидејќи не верувам дека се тие свесни за таа категорија на трансродовост. И добивме група од 149 испитаника, доволно, иако многу хетерогена, и самата група сепак доволно воедначена по тоа што не припаѓа на хетеронормативниот бинарен модел на маж и жена, како што се хетеросексуалните влюбувања и млади. И тоа е примерот. Значи, двете групи сега ги споредуваме на повеќе индикатори на здравјето да видиме дали има разлика. Не знаевме дали ќе има разлики, можеше да нема. Четвртиот контекст, пред да почнам на разликите, четвртиот контекст е училиштето. Значи, овде гледам доста луѓе, можеби што се поврзани со образование, и тоа е важно да видите. Оваа табела ја покажувам за да погледнете како трендот на опаѓање на приврзаноста кон училиште оди од 2002 година до 2018 година. Значи, на 2002, не знам од кои причини, многу повеќе го сакале училиштето децата отколку денес. Ние можеме да одговориме на овие прашања, меѓутоа училиштето и гледате секогаш девојчињата повеќе го сакаат од момчињата. Пак ќе кажем, затоа што училиштето е излез на девојчето од дома и од некакви други улоги што ги има дома или што се очекуваат од неа во едно традиционално семејство. Она што и дека училиштето е ресурсот, она што мислиме дека е најважно како социјален капитал, како нешто што нуди на децата и нуди за развојна, за социјализација, за созревање, во реална, практична, во реална и практичен контекст на случување. Тамо децата се опробуваат, значи во училиштето. Не е само училиштето за образование, за учење, не знам, математика и други теми. Во однос на LGBT младите и хетеросексуално влюбените млади, гледате дека има разлика. Значи, хетеросексуалните млади не го сакаат училище, дори го избираат секој трето дете, 2 од 3 деца не го сакаат училиштето, не ги привлекува, за разлика од LGBT младите, особено девојчињата, но и момчињата имаат повеќе тенденција да најдат тука некаков излез и тука некаква подршка, бидејќи надвор од училиштето нема многу врсничка подршка, немаат многу друштва. Што се случува со училиштето во однос на различностите, на сексуалните различности? Во овој случај се тоа LGBT момчињата, кои што се најмногу загрозени, до 4 пати повеќе во споредба со хетеросексуалните врсници. Гледаме дека од десната страна како фигурираат овие податоци.
1,5 пат повеќе се вербално малтретирани, двојно повеќе физички, 3 пати повеќе сајбер малтретирани. Тоа се податоците што ги добиваме на овие индикатори за однесувањата меѓу младите во училиштето. Што се однесува до врсниците, надвор од училиште, гледам исто така дека само 1/3 млади оценуваат дека имаат поддршка од врсниците, за разлика од хетеросексуалните млади, исто така и за дружење со пријателите во училиште. Помал е процентот на млади, иако незначително, кај момчињата во однос на девојчињата е значајна разликата. Семејството исто е многу јак ресурс на поддршка, особено во едно ваква заедница како нашата. Меѓутоа, семејството е прилично, да кажам, посесивно, може би, контролирачко и истовремено може да биде и насилно во однос на поддршката. И тука имаме намалена поддршка кај ЛГБТ младите. Секој второ дете чувства дека нема доволна поддршка во семејството и потешко разговараат, особено момчињата од ЛГБТ заедницата со мајката за теми што ги загрижуваат. Македонското семејство е насилно семејство, тоа покажува повеќе насилно од аспект на тоа дека нулта толеранција за насилство сакаме да воведеме, а не дека сите деца се жртви на насилство во семејството. Меѓутоа, не треба, значи, семеното, физичкото насилство, гледате и кај хетеросексуалните млади е присутно, висока пропорција според мене, кај ЛГБТ младите е 3 пати повисоко. Момчињата особено, емоционалното насилство во однос на погребни зборови, навреди, омаловажување е нешто што дури е толку домаќено да ја верувам дека многу од децата и него ни пријавуваат. Затоа што е тоа нешто на што викнале и така натаму. Значи, ова се сепак деца што го пријави. Сексуалното насилство во и во семејството имаше две многу чувствителни прашања што ги дадовме во дел од прашалникот. Едното беше дали некој барем 5 години постар од тебе или возрастен те допирал или милувал или барал од тебе да го милуваш или допираш на сексуален начин. Тоа е првото прашање и тоа го нарекот сексуално вознемирување, иако е сексуално злоставување уствари. На тоа прашање 16% ЛГБТ момчиња одговорија потврдно, 4% девојчиња, наспроти овие што се од хетеросексуалната заедница. И второто прашање дали некој најмалку 5 години постар од тебе или возрастен се обидел и имал полов однос со тебе. Одговорот е исто 27% наспроти 4%. Значи во двата случаи 5 пати, односно 3, односно 5 пати повеќе присуство на сексуално насилство врз младите момчиња ЛГБТ. Зошто е тоа така, ќе видиме понатаму. Меѓутоа, ова е многу загрижувачки и ги става момчињата на тоа возраст 13-15 години на потполно незаштитени и травматизирани млади луѓе кои што барат, за кои нема место, уствари, како да бидат на некој начин згрижени, односно да им се даде поддршка. Ова е податок што не верувам дека некој го било како го зема предвид или го калкулира. Како реагираат на сето тоа младите? Со психосоматски симптоми е најлесно да се реагира, значи нервоза, раздразливост, болки во стомак, главоболки, тешкоти со концентрација и така натаму. Она што, освен што се алармантно високи податоците, овие со црвени бројки, значи 46% млади имаат
повеќекратни симптоми истовремено, неколку пати неделно, тоа значи, исто така 40% нервоза, раздразливост, болки во стомак. Во споредба со овие плавите од десна страна кои што се кај хетеросексуалните млади. Она што прави друг впечаток овде, што сакам да ви посочам, е да разликата што овие сите податоци некако наликуваат на феминините одговори, женствените одговори на популацијата девојчиња и во едната и во другата група, со таа разлика што девојчињата има дозвола вака да се однесуваат. Значи, нив им е тоа, како да кажам, вообичаено и дозволено да бидат нервозни, раздразливи, да имат болки, да се жала, да не знам што, тоа е женската слика што ние како норма ја гледаме и ја градиме и тука тие имаат излез. За момчињата ова е катастрофа, значи ваквото однесување само потврдува дека тие се неуспешни во остварување на машката улога во мачо култура. Значи нема излез, значи не смеат и да се пожалат. И тоа е она што повлекува некаква линија од род, каков е нашиот однос кон родовата еднаквост, односно родовите нееднаквости и што ние се можеме да тука да направиме, да интервенираме за да тие деца имаат право да се жалат или било кои деца што имаат некаква конфузија околу својата улога, околу својата, не знам, припадност, ориентација или знаат тоа што им се случува, како тие деца да го изразат тоа, каде, на кој начин, ако не им дадеме простор да го соопштат тоа, барем да им дадеме простор да се пожалат или да им дадеме простор некаков друг да го одреагираат тоа свое чувство. Понатаму, чувството на тага и безнадежност во трајање од најмалку 2 недели континуирано се јавува кај овие деца во 44% случаи. Значи, секој второ дете, речиси, е депресивно, односно во некаков лимбо на безнадежност. Сериозно размислуваат за самоубиство 36% од нив. Планираат самоубиство 25%. Тоа се многу високи, навистина многу високи вредности за да можеме да кажеме дека еве се случува или не знам, ќе им помине. Овие деца се травматизирани. Која е природата на сексуалната травма? Ова се изјави на луѓе што се бават со оваа проблематика на сексуална травма, стручени луѓе на Јейл. Вистинската повреда е направена помеѓу освестувањето на собствената сексуалност и размислувањето за тоа како да им се каже на другите. Значи, во тој период, дури релативно мали стресови во овој период имаат огромен ефект. Не затоа што се тие директно травматски, туку затоа што постојано ги преживуваш и почнеш да ги очекуваш да се случат. Значи, нема потреба некој да ве нарече педер, вика едно момче, за да вие направите се што можете и за да се прилагодите и да направите, да се прилагодувате и да се умилкувате, да бидете фини и љубезни, само за да не се случи тоа. Целото внимание на младите во тоа да превенираат некој да ги нарече така, затоа што тоа го очекуваат. И цело време прашањето што кажав, добро ли кажав, како ме разбира, што ќе мислат сега или дали тоа беше поради мојата сексуалност, е постојано присутно во нивната свест. Значи, тие, еве, едно сведоштво, да бидеш сексуално различен на едно момче, и исто така, како кога имаш некој што лесно и постојано те почукнува по рамото, повторувајќи го тоа без да престане. На почетокот не ти се допаѓа, по некој време силно те иритира, и конечно почнуваш постојано да мислиш на тоа. Стресот во справувањето со тие мисли и со тие чувства секојдневно почнува да се вградува во твоето тело како негов нераскинлив дел. И тоа е суштината на траумата, на сексуалната травма. Не е важно дури ни она што ќе се случи понатаму, важно е дека цело време си ориентирана надвор, на тоа што ќе мислат, како ќе те проценуваат. Јас верувам дека такви мисли имаат сите млади. Дека уопште не е ова типично за само ЛГБТ млади.
тие ги имаат можеби во поголем интензитет, полесно се препознатливи како различни, па се тоа, значи повеќе имаат сензори за кон средината, меѓутоа сите млади ги мачат овие прашања и сите млади само на тоа мислат. Ако не знам дали некој, сигурно има тука луѓе што работат со млади и знаат кои се тие оптоварувања што ги имаат младите во врска со себе, со своето тело, со својата привлечност, со тоа како изгледаат и така натаму. И дали ќе се вклопат, значи дали не сакаат младите да бидат многу различни од групата, затоа што тоа е цената со која можеби ќе треба да платат исклучувањето, а групата им е најважно нешто во нивниот живот. Како се поднесуваат страдањата и болката? Со ризични однесувања, значи имаме пак уште еден чекор натаму. Нема разбирање за психосоматски тегоби, нема разбирање за депресија и суицидни идеи. Понатаму се оди кон ризични однесувања, пиење, опивање, лекови за нервоза, несоници и кошмари. Цело ова што го гледате, слободно може да го проширите на сите млади во Македонија. Значи слободно. Нема да погрешите многу, ќе погрешите во некакви промили, во некакви. Вака се справуваат младите кога никој не ја отвара темата ни за родови прашања, ни за сексуалност. Нигде, никош. Ние 10 години се бориме да докажеме дека треба сексуално образование и не можеме да се разбереме, затоа што сексуалното образование го подразбираат луѓето дека тоа да ги учиш децата како да водат секс. А тоа е да ги научиш како да го сакаат своето тело тако како што е. Тоа е да ги научиш да препознаваат емоции, да знаат како тие емоции да ги именуваат, споредат, да ги канализираат, да ги направат, значи да ги направиш пријател децата со себе. Тоа е идејата на сексуалното образование. И не можеме да се разбереме. Мислам, независно од последиците што ги имаат. Уште едно однесување што е многу важно да сакам да го истакнам, тоа е промискуитетното однесување како решение. Ако погледате и на двете страни, така. Ја ќе завршам. Ова сакам да го покажам. Имаме Македонија е меѓу земјите со највисоко пријавување на сексуален однос на 15 години, говорам за хетеросексуалните млади, кои што пријавуваат 38% стандардно од 2002 година. Значи непроменливо е тоа. И ние сме заедно со Албанија и Бугарија, можам да ви кажам, на врвот на табелата. А погледајќи девојчињата, и сега дали тука ќе ми кажете дека нема влијание родовите нееднаквост. Значи момчињата морат го бркаат моделот на мачо културата. Значи они мора да бидат успешни во секс. И може би измислуваат, може би не измислуваат, не знаеме тоа точно, меѓутоа стално ги кажуваат 36-38%. И во двете култури, пазите, и во албанската и македонската никаква разлика не. Девојчињата стандардно исто, во двете култури прикажуваат 4%-5% сексуална активност. Некој ќе каже со кого они имаат секс. Не знаеме со кого имаат секс, ама сакаат да имаат секс и сакаат да се прикажат така. За разлика, ЛГБТ младите покажуваат 70%. Мала е групата, меѓутоа таа мала група 70% момчиња имале некаков секс. Дали е насилен секс, дали е, значи не знаеме, немаме податоци. Разликата меѓу овие две групи во што е? Овие го бркаат моделот на мачо културата, што тоа ги притиска да го се докажат, меѓутоа овие не. Другава група ЛГБТ не го брка моделот. Таа сака близкост, сака интимност, сака близкост, што нема никаде околу себе. И еве еден такво сведоштво. Вели на свој 18 години Дејан се отвори, потоа го напушти домот, се пресели во друг град и се вработи. Чувството на оддалеченост од другите не се смени. Тогаш одлучи да го реши проблемот така што ќе практикува многу секс.
Уверен дека тоа е најлесниот начин за намалување на дистанцата и стекнување блискост. Си мислеше само треба да се убедиш себе си дека ако имаш со некого секс, добиваш и доза интимни моменти, што недостасува на оваа група и на овие деца. Но таквите искуства често завршуваат со чувството на безвредност и празнина што само ја блокираа блискоста наместо да ја развиваа. Ова е многу карактеристично за промискуитетното однесување на ЛГБТ младите, не на 13-15 години, меѓутоа понатаму. Кои се заклучоците од ова истражување и од овие наоди? Родовите нееднаквости ги погодуваат сите млади, независно од нивната припадност, уверување и ориентација. Тие се извор на сите видови сексуална и родова дискриминација и на родово заснованите насилства, со долгорочни и реверзибилни последици по развој, здравието и добросостојбата на младите. Не можеме да кажеме дека се болни, ментално болни ЛГБТ младите, бидејќи сега гледаме како стануваат болни и како им се помага и како се информирани прво. Немаат информации, немаат поддршка, немаат простор и слобода за изразување и што мислите, како мислите дека може тој човек да се формира? На хиерархијата на моќи и права, ЛГБТ младите се на најдолното скалило, покрај жените, покрај девојчињата и со тоа се и најранливата и најнезаштитена група млади. При тоа ЛГБТ момчињата се најзагрозените меѓу нив и по цена на својот живот. Ова можеме да го заклучиме од овие резултати и кои се сега решенијата. Две паралелни линии на действување сметаме дека се неопходни. Една е кон детето, неговите сексуални родови права и потреби и треба да им го вратиме тоа одговорност на возрастите и на училиштето и на образованието. Треба да им го вратиме на ЛГБТ децата достоинството и самопочита и чувството дека вредат. Значи тие го немаат тоа. Треба да им помогнеме така што ќе ги информираме за нивните права на самоизразување и на самоопределување, бидејќи се нивни права, само не знаат дека ги имаат тие права. Треба да стекнат вештини како да се представат себе си, како да се изборат за себе и како да се заштитат. Тоа важи за сите деца. Тоа не го правиме, бидејќи немаме никакви едукативни или образовни програми за тоа. Треба да им обезбедиме услови за активно учество во своите животи и позитивни искуства од својата вклученост во заедницата. Значи мора да живеат со позитивни искуства. И тоа мора да им го обезбеди заедницата, односно возрастните. Втората линија е од детето кон институциите на системот. Во овој момент сакаме да се фокусираме не генерално, туку преку професионалната и академската јавност, откако очекуваме да ги воедначи научно заснованите становишта околу сексуалните и родовите различности, како нормални варијанти на човековата природа и постоење. Да ги разгледува во рамки на детските и човековите права, наместо како отстапување од нормалноста или пореметување. Во таа насока ги охрабруваме стручните и професионалните здруженија пред се и тела да преземат чекори да станат вистински влијателни врз политиките и практиките кон сексуалните и родовите различности, затоа што струката мора да застане зад овие наоди и струката мора врз основа на научни истражувања да биде влијателна, да влијае врз политиките. Не можеме да очекуваме политичарите да го знаат ова, ако за тоа не застанат луѓето кои што ги знаат работите и кои што не треба да измислат топла вода, мислам. Тие работи веќе одамна се познати. Фала ви многу на вниманието. Цивил медија